Здраво сите, со Стефан од Тимот Атлетикс и во видео ќе зборуваме за едно прашање што го постави на фан, а тоа гласи: имам една дилема, од понеделник тргнувам во теретана, генетски сум добро граден. Никош немам одено во теретана, моето тело изгледа подобро тие што од веќе 4 месеци во теретана. И сакам да ве прашам дали ако си јадам домашни производи, например оли, стек, млеко, јајце и друго, што содржи протеини, морам да купувам некои додатни протеини како whey или слично. Ичне сакам да ги користам таквите протеини, ама тренерот ми вели дека така нема да постигнам ефект. Што бидете ви? Првото нешто што сакам да кажам е дека со цело почетко тренерот тој за мене не е тренер, не знам кој е тренер, не сакам да знам, но тој што продава суплементи, подобро трени се долго тренер, тој ќе ти продава цело време суплементи само да те врти во круг и ништо нема да направиш од тоа. Што треба да направи еден тренер, од моја перспектива? Значи, еден тренер прво нешто што треба да направи да направи добар план за исхрана. Значи, да ти објасни, да те едуцира како ти треба да се храниш, кои продукти треба да отидеш, ако треба ќе отидете и на шопинг на исхрана. Едноставно ќе направите нешто за ти да добиеш квалитет. Ти плаќаш за тоа, ти плаќаш за, ако веќе плаќаш за тренер, ти плаќаш да те едуцира, не плаќаш за да ти продава суплементи, да ти продава не знам стероиди или не знам што. Второ, за да знаеш дали си направил пат, би ти препорачал да следиш калории. Погледни го видеото за калории и макронутриенти, објаснам што се, како може да ги следиме, значи потребно е да отвориш деневник, MyFitnessPal се вика апликацијата. Ја на секој мој клиент ја препорачувам, бесплатна е, едноставно ќе видиш дали да ти ги внесуваш доволно протеините да зголемиш мускулна маса. Се препорачува исто и да имаш квалитетна тренинг програма. Што значи тоа? Тоа значи дека треба да ги знаеш сите основни вежби, не само на машини, затоа што за машините не те објаснуваат како ти треба да влезеш со слободни тежини, тоа значи шипка и тежини, каде што телото само ги правиме сите функционални движења што ги правиме. Клепнуваме, креваме тежини одоздолу, правиме ичеко напред, идеме лево десно. Значи тие вежби каде што ги таргетираш сите мускули, не само една мускулатура. И трето, тоа што ти препорачал е да спиеш редовно 8 часа, да имаш помалку стрес, да се дружиш, да излагаш со истиот круг на луѓе и да се едуцираш. Ако имаш некој прашање, слободно дојди во нашата студија, ние ќе ти направиме една анализа, можеме да ти кажеме што е најдоброто решение за тебе. Значи, ние се наоѓаме во Депар Мало, позади Брос кафе, близу Генесис, гинеколошката ординација. Мислам дека ова ти одговори прашањето, значи, ако е таков тренер, не знам дали се квалификува дека е доволно тренер, јас си кажам што ние правиме. Значи, ако еден клиент видам дека не може да ги задоволи потребите за протеини од храната, тогаш ќе ги препорачам да земе whey протеин. Ама ако видам дека зема доволно протеини и не има потреба од тоа, јас не го препорачам. Значи, идам на таква сугестивна политика во нашата студија, не идам и не наметнувам став и не гледам да имам цело време профит од тоа. Тука едноставно сакам да биде пријателски однос и да добие најважното тоа што сум го рекол, резултати. Нормално, без користење стероиди и без користење суплементи. На почеток зборим. Не сум против суплементите, но напротив има суплементи што едноставно се бројат на прсти кои се докажани и кои се ефективни. Не заборавајте да направите лайк, шер, сабскрајб на нашиот YouTube канал, ни значи нашата подршка и ако имате прашања, слободно поставете ги во коментарите. Поздрав!